Свештениците од православниот храм Свети Великомаченик Ѓорѓе од Кочани не го признаваат празникот Ноќ на вештерките, кој од година во година се помасовно и со организирање бројни прослави во локалите и приватните училишта за странски јазици се слави кај нас. Дечињата најмногу му се радуваат на овој празник, бидејќи под маските на вештерките и со забава го слават овој празник кој потекнува од Соединетите Американски држави, па се прошири и во останатите земји во светот и кај нас. Еве што вели ѓакон Димитар Арсовски за овој празник. Ноќта од 31 октомври кон 1 ноември се празнува така наречениот празник на вештерките или познато речен Хелоуин. Од оно што го знаеме, овој празник не е позната православната традиција и православното предание, а влече корени од келтски празник, каде што се велича богот на смртта именно според нивното тогашно верување, кое што било многобожичко и познавале многу богови. На овој ден се чествувал празникот на смртта, односно богот Сахем, кој што според нивното верување овој ден се слегувал на земјата и доколку луѓето не му принеселе жртви со намирници со храна, доколку не бил задоволен, тој им ги земал нивните души. Па така, како што знаеме, овој празник најповеќе се празнувал некаде на територијата на Франција, во Англија, но под влијание на ова искомерциализирано и потрошувачко општество знаеме дека ваквото празнување се шири насекаде низ светот, па и во нашите краишта. И оно што не загрижува како црква, не да ги обвиниме луѓето дека тоа го прават свесно, пред се таквото празнување од незнаење и од недоволна информираност, именно со самото ова празнување несвесно ние се оддалечуваме од Бога и почитуваме некои богови кои што се плод на човечка измислица, плод на човечко суеверие. А со самото тоа глорифицираме некои работи како што се смртта, кои што за волја на вистината смртта не е некоја смешна работа со која треба ние да се исмеваме, туку напротив, според она православно поимање треба да размислуваме за смртта, за во каков момент ќе не дочека смртта, а не сето тоа да го правиме со со некакви маскирања, со некакви забави кои што пак ќе кажам не се плод на човечка измислица и пред се наметнати од ова потрошувачко општество, кое што за жал ние го прифаќаме со широко отворени раце, го отврламе буквално Христос. Во многу земји во светот, а особено во САД и Канада, ноќта на вештерките се очекува со огромно нетрпение и возбуда. Домовите и продавниците веќе одамна се украсени со символот на празникот – тиква, излабена и исечена да личи на глава на чудовиште со запалена свеќа внатре. Исто така се стават и пајакови мрежи, скелети, черепи и слични декорации. Ноќта на вештерките се прославува вечерта пред денот на сите светци, востановен од папата Григори IV во 1853 година, кога се оддава почит кон сите христијански светци и маченици. Со наближувањето на ноќта, односно пред полнок, американските деца маскирани започнуваат да чукаат по вратите во соседството со цел да ги исплашат домакините, а тие пак се должни да им дадат на чудовиштата разни слатки.